Почитувани граѓани, почитувани новинари. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат да работат на штета на граѓаните и на државата. Наместо конструктивност, дебата и идеи, се што јавноста гледа со месеци од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се блокади, деструкции и злоупотреба на собраниската говорница за да шират лажни вести. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ свесно и намерно блокираат важни законски решенија. ВМРО-ДПМНЕ овде во собранието е против нов клинички центар, против нов еколошки јавен превоз во Скопје, против зголемена енергетска ефикасност на јавни болници, на јавни објекти, болници, училишта и градинки, против подршка на земјоделците. Додека како власт ВМРО-ДПМНЕ се задолжува за парите да се трошат на барок, на палми, споменици и стиропор, денес оваа партија како опозиција се противи да им се помогне на илјадници работници во погодените сектори да земаат плата. За ВМРО-ДПМНЕ не беше проблем да се потрошат милиони евра народни пари за мермер, што не е мермер, за тендери, договорени и наместени, ама денес им е проблем што парите завршуваат кај граѓаните, што се користат за инвестиции во екологијата, во образованието и во здравството. Ваквото однесување на една политичка партија ниту е честно, ниту е одговорно, но сигурно е на штета на граѓаните и на државата. Дали мотивите за ваквиот однос е тоа што одредени пратеници не се согласуваат или не се задоволни од раководството на ВМРО-ДПМНЕ? Тоа е нивна работа, но граѓаните ги препознаваат и ги ценат таквите деструктивни политики. Затоа им следува нов пораз на локалните избори. Тоа најверојатно го знаат и во ВМРО-ДПМНЕ и затоа уште сега плачат и бараат алиби за новиот дебакал кој ќе им го испорачаат граѓаните на есен. Време е пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да се вразумат и да почнат да работат за граѓаните. Ние, како парламентарно мнозинство, и без нив ќе бараме и ќе најдеме начин сите предвидени мерки и политики во интерес на граѓаните да бидат реализирани. Благодарам.